Од било која страна и перспектива да го гледате Volvo XC60, тој делува како скулптура. Толку има детали кои не може да се забележат на прв поглед, што дури и фасцинира. Шведскиот дизајн е познат по својата едноставност, но и по функционалност. Кога го добив XC60 на возење, не можев да се отргнам од неколку полици. Тие беа од дискретни броеви и ме прашуваа колку навистина XC60 е иднина на безбедност. Се разбира дека од разни служби се интересираа за овој автомобил поради токму ова, иднината на безбедност. Исто така, кога сме веќе кај надписите, да ве подсетам дека доколку купите Volvo од друга фирма нема да ви биде оригинално. Само во Mida Grand Motors од Скопје има оригинални Volvo. Никаде на друго место во Македонија. Но, да се вратиме на изгледот на Volvo. Колку што е едноставен, толку е и интригантен изгледот. Дури и на предницата. На светлосните групи ги содржи оние препознатливи елементи на дизајнот на Volvo, а тоа е така наречениот чекан на Тор. Тор бил инспирација за скандинавците во многу нешта, но вака кога го гледам дизајнот на предницата, тој делува извонредно привлечен. Едноставноста се гледа и во внатрешноста. Секаде каде што ќе се свртите, имате едноставни линии кои изобилуваат, како што реков, со раскош. Погледнете ги само седиштата. Тие се перфорирани, имаат извонреден изглед, но и многу добро се седи на нив. Во оваа скапа варијанта имаме и електрично подесување во сите можни смерови. Дури и овие странични делови од наслонувачот на седиштето можете да го прилагодувате на телото. Сето тоа се врши преку централната конзола, каде што е сместен дисплеот во боја со големина на таблет. Volvo се разликува од останатите возила и во стартувањето на моторот. Иако е на копче, вие требате да го свртите на страна копчето за да го стартувате моторот. Тоа беа првите впечатоци за овој прекрасен интериер. Да видиме што овој интериер ќе ни пружи додека го возиме Volvo. А го возиме на неасфалтиран пат или многу лошо асфалтиран пат, бидејќи ова е по вокација спортско корисно возило. XC60 решив да го возам на извонредно лош пат. Зошто? Затоа што на асфалт ова е возило кое тешко може да му се најде приметба. Не само поради изгледот и комодитетот, туку и поради возните својства. Дизел моторот впарен со 8 степен автоматски менувач е едно брилијантно дело на техниката, обединето да служи во ултимативното задоволство на возачот, но и на економичноста. Но сепак, Volvo се потруди на XC60 да му даде широка палета на проодност, па и добри манири кога се станува збор за теренско возење. Тоа се гледа преку сетапите кои се нудат за возење. Од економичен, комфорен, динамичен, па и офроуд. Со активирање на модусот на возење офроуд, XC60 се трансформира од удобен и култивиран склоп, тој станува див и тврд. Пред се, електрониката не ви дозволува да развиете брзина на движење поголема од 40 км на час, а електронските системи за асистенција на возење се во состојба на возбуденост.
тие многу брзо реагираат, како што е ES5 и останатите електроники. Така да на оваа конфигурација на терен нема потреба да се вози XC60 во офроуд модус на возење. Кога го превземав за возење XC60, првото прашање ми беше колку чини. 62.000 евра. На почеток, бидејќи ова е возило од компактниот сегмент на спортско корисните возила, ми изгледаше дека е многу. Не е ни малку, 62.000 евра со тој буџет можете да купите комфорен двособен стан, ако не и повеќе. Но Volvo се погрижи да се оправда секој цент вложен во ова возило. Не само поради извонредно високото ниво на завршна обработка и луксузот со кој е проткаена секое делче од кабината. Се гледа дека е квалитетна пластиката и делува завршната обработка многу робусно и прецизно. Тоа е број 1. Број 2. И се свиѓа футуризмот кој е метнат во овој автомобил. Пред се, возачот има на располагање само 3-4 копчиња. Сите други функции за манипулација од температурата, електрониката, па и начинот на возењето се преку големиот дисплеј во боја кој има навистина одлична големина. Може и да се спореди со просечен таблет. А преку него можете комотно и интуитивно да ги пронајдете сите функции и манипулации одредени за возилото. Volvo XC60 на најдобар начин покажува дека спортско корисните возила кои ни доаѓаат од Гетеборг се повеќе од статус символи. Тие се способни да одговорат на сите предизвици на возењето, но и со нивниот дизајн и завршна обработка да ве однесат на едно потполно ново ниво. На ниво каде што секој изминат километар ќе биде забавен, без оглед дали се наоѓате на асфалт или пак на неасфалтиран пат, но и кратки излети во природата. Со XC60 јас поминав извонредно интересни 600 километри, а просечната потрошувачка од 10 литри на изминати 100 километри ја оправдувам со предизвиците на кои беа подложени не само подвозието, туку моторот и менувачот. Додека на асфалт со XC60 можете да забележите просек и понизок од 8 литри. За мене Volvo XC60 е пријатно изненадување и добро освежување на премиум сегментот. Ова беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање до следната средба за 7 дена.